Што би биле ние джентлмените без дамите во нашите животи? Денес во мојата емисија имаме една прекрасна дама која што ќе ви каже добри совети околу джентлменството. Останете со мене. Жена со став, моја колешка, телевизиски лик со кој што јас искрено пораснав и еден од моите примери како јас треба да изгледам и да се однесувам на телевизија, тоа е мојата драга колешка Живкица. Убави работи многу на почетокот кажани, значи некако убаво го сеќам ќе се одвива нашето дружење и разговор. Не сме имале прилика вака ниту да се дружиме официјално пред камерите, ниту некако нели да се запознаеме, ја познавам и твојата работа, така да ќе си дозволам на ти да биде обраќањето моје кон тебе да најавам на почетокот. Од тоа чувство на некакво пријателство и познавање низ годиниве. Пред се ми е навистина често имам можност да говорам со тебе. Живкица која ќе се спомне, знаеш, сите викаат еден така поладен лик, некако можда и те памтиме од она најслаба алка или најслаба карика, како и да се викаше, но сето тоа е нели едно сценарио кое што се прати и кое што мора да изгледа така. Познавајќи те приватно, знам дека не си таква личност. За почеток одма ќе те прашам што за тебе представува поимот джентлмен? Сега, ако ме прашаше пред години, нели, во некои такви 20 години од прилика, порано, смислата на зборот джентлмен, сликата за тоа што е джентлмен, поимувањето на зборот джентлмен би беа поинакви за разлика од, нели, ќе речам денес. Да. Од тие некои рани години кога сме млади, нели, сликата за джентлмен и она што сме го читале или што едноставно ни се презентира. Може преку филмови, преку се, нели, и така натаму, дека джентлмен е човек маж кој убаво изгледа, но и кој со почица однесува кон жената во смисла да ја отвори врата кога влегува пред него, нели, сите тие некои кодекси на добро однесување кои се видливи, дека е впрочем нешто што ни покажува дека некој човек е джентлмен. Сега како нели добиваме животно искуство, годините минуваат и слично, односно поимувањето на зборот джентлмен ми е сосема поинакво што е тоа джентлмен. Мислам дека тоа човек кој има исклучителен респект за жените, почит кон личноста, нели, наспрема која стои. Мислам на почит во смисла да ме почитува, да го почитува моето време, да ме почитува мене како карактер, да ги почитува моите потреби, нели, сето она што мене би ми значило во животот. Да, ситниците го прават човек джентлмен, не може секој да ги почитува моите потреби ако не е во моето секојдневие, нели, присутен. Манирите се тие, нели, не прават, пак ќе речем, на манирите на културно однесување, добри луѓе, джентлмени и така натаму, дами и слично, но велам подлабокото објаснување за тоа што е джентлмен го гледам баш таму. И таа разлика ја правам низ годините така. Според ова кажаното, постојат ли во Македонија мажи джентлмени? Нек пауза. Да. Постојат. Искрено верувам дека постојат. Сум човек кој ги гледа позитивните работи. Сакам да верувам во убави прикази, сакам да верувам во убави луѓе во смисла, нели, карактерно што велиме и така натаму. Верувам дека тоа е некоја основа да живееме сите во едно убаво општество, средено општество и така натаму, но верувам од она што може да се прочита, да се види, од она што секојдневно го доживуваме, како да не ја научиле помладиве генерации лекцијата за джентлменство и што е тоа джентлмен. Некако ми се измешани веројатно околу поместувањето и пореметувањето на тоа што се вистински вредности. Пак ќе речеме, околу вредностите има разлика, барем за мене, низ животното искуство кое го добиваме. Кои се тие животни вредности? Сме ги учеле што велат, нели, на хартија, да почитуваш, да сакаш, да си искрен и слично, но тоа не било како некоја теорија, нели, која сме ја прочитале. Во пракса било поинаку кога си помлад, барем за мене. Но со текот на годините мислам дека тоа се менува, така ни се менуваат и погледите на тие вредности. Сега кога ќе ги измериме, односно ќе видиме колку вистина имаме вистински вредности, колку луѓето, младите луѓе веруваат вистински во тие вредности и ги почитуваат истите, тука може да зборуваме за джентлменство, джентлмени и така натаму. Како да девојките поинаку го поимуваат од моја гледна точка сваќањето за тоа што е джентлмен и што им треба во животот, нели, да има еден партнер за да биде и вистински джентлмен и партнер во животот, а мажите малку тоа поинаку го имаат сватено низ годиниве, тука некако ми се коси околу тоа колку има вистински джентлмени и дали. Шекспир знае да напише во староста јадеме место што во младоста не можеме ниту да го помирисаме, така да со различни очи се гледаат, нели, искуството си го прави своето. Еве, јас викам дека одењето и трасирањето на джентлменскиот пат е еден пат кој што се оди до крајот на животот, па може и никогаш да не стане джентлмен, но сепак има некои работи кои што се негуваат, да кажеме, како манири. Дали тоа може би го гледаш ке македонскиот маж во однос на македонската жена?
по улица дали гледаш дека има манири, дали се отвараат вратиите, најосновното она што не го прави тоа човек джентлмено, дали тоа го гледаш дека го има кај македонското? Веројатно го има. Не сум се фокусирала искрено. Некако низ години и мене тоа отварањето врата многу не ме импонира. Да. Морам да кажам искрено. Пак ќе речем ќе се врата на тоа дека веројатно ми се сменет и погледите и веројатно поинаква ми е перцепцијата за джентлмен. Шуму да се изразам, нели? Да. Джентлмен ќе ми отвори вратата ако претходно ме навредил, нели се зборови. Апсолутно. Ако во моментот додека сум била во автомобилот, сега нели карикираме. Сме биле некои расправи, јас сум се почувствувала многу навредена. И сега кога ќе излеземе ќе отвори вратата ќе ме допрати нели до некое место. Да. И сликата вие која добивате нели од страна кога гледате супер джентлмен. Да. Не знаеме како нели било обраќањето, Да, дефинитивно. претходната дискусија и слично. Тоа е убав манир, тоа е да. Меѓутоа суштината и длабочината ми е, мислам, ја гледам малку поинаку и подлабоко. Манирите се супер, изборуваат за некое домашно воспитување и слично, но би сакала малку подлабоко да продреме или да зборуваме што вистина значат добрите манири, дека вистина треба суштината и корено да ја бараме од најрана возраст, нели, воспитувањето да им го вкорениме на децата добрите манири, доброто однесување, нели како начин на раснење за утре тие да бидат вистински джентлмени во друштвото каде што ќе бидат во општеството каде што живеат. Да, види, кога станува збор за една дама како тебе, ме интересира што Живкица прво забележува кај еден маж. Да, сакам негувани раце. Мислам дека прво така очи ми паѓа искрено. Да. Значи дланките, рацете ги приметувам. Јасно, меѓу јасно. другото, да. Не знам, тоа некако ми е вака, сега си правам на себе вака чек. Ретроспектива, да. Да. Во принцип секогаш маж среден, убаво облечен како и жена, нели? Ви паѓа во око кога тоа со вкус се приметува. Не зборуваме нели за брендирана гардероба која вие ќе ја препознаете лесно, туку се гледа дека човек кој има стил и го носи природно, нели, тој стил со себе, впечатливо и воочливо. Нема ништо побаво од чист човек, сега Да, да бидеме дефинитивно. искрени и да. Мажите не посветуваат доволно внимание на својата кожа, поготово на своите раце и лице, така да ете можеби има нешто тука. Можно, да. не знам. Дали ти си задоволна твојот джентлмен дома што го имаш? Дали често знае да ти подари цвеќе, дали често знае некако да те издигне на пиедестал или тоа е некое секојдневно одново освојување со можеби и не вака материјални работи? Па да, искрено да. Пак ќе речам, ние сите се радуваме на подарок, значи тоа внимание, дали е со одредена причина или повод или не. Но пак ќе речем, мене многу повеќе ми значи ни животот, како велиме, материјалните добра се менуваат, ги имате, ги немате. Да. Сето тоа е менлива некоја, пак ќе речам, состојбата во која сте, Да. ништо на крајот од денот не ви гарантира. Може да се случи некаква криза, зборувам, елементарни некои непогоди, тоа што вие материјално го имате да го немате еден ден. Дефинитивно. Пак останува суштината дека човекот е човек, како се однесува и како како ве третира како личност. Така да јас верувам и сигурна сум дека имам вистински джентлмен, затоа што тоа го чувствувам секојдневно во поглед на поддршката која добивам секојдневно за тоа да бидам таа што сакам да бидам. Имаме промени со годините. Станувате родител, мајка, нели, во случајов, се градите во кариерата, нели, преземате чекори, успевате, не успевате, имате различни расположенија и така натаму. Ако немате човек и лик кој тоа може да го прати, баш буквално да го прати, со кој можете вистински тоа да го споделите, мислам дека ќе го немам джентлменот покрај себе. Тоа ми беше некако и најавата дека покрај жените со став стојат мажи кои што ги поддржуваат во своите амбиции, но тука некако според мене тоа не е баш така. Што мислиш ти дали мажите ги поддржуваат жените во своите амбиции, дали мажите се плашат од Тие своите лекции жени да се веројатно пак успешни? ќе се вратам на тоа дека треба да ги учиме од порано, односно веројатно децата треба да ги учиме на тоа дека треба да се градат како самостојно како карактери, дека нивната лична среќа, дека нивниот личен успех не може да зависи комплетно од некој таму што треба во животот да го најдат. Не може да бидат фокусирани на тоа во животот да бараат некој кој ќе им ја донесе личната среќа, кој ќе им го донесе успехот во животот. Да се обидат да се пронајдат себе си, да се ја пронајдат личната среќа и веројатно кога ќе имате со кого да ја споделите таа среќа, некогаш и нели проблем, значи дека сте го нашли вистинскиот човек кој што ќе ве прати во животот. Да. Ако не ги научиме девојчињата и момчињата подеднакво дека треба да го почитуваш тој што пропратно во животот ќе го најдеш и да доживееш почит, веројатно некаде тоа ќе излезе на виделина со текот на годините. Ако ние се базираме само на тоа дека треба да им пренесеме на девојчињата особено, тоа многу ми пречи искрено. Имам и синови, имам и нели ќерки и знаете тоа кога го гледаш веќе кога имате
два различни Да, света да, и како различно ние се од страна некогаш несвесно се учи родителството што велат грешите. Дефинитивно. Ете како низ годините тоа го приметуваме и од околината, нели се оди на тоа ти си девојче, ќе најдеш некој, ќе таа треба да се најде прво сама себе си, нели? Извинете, пак ќе речем, среќа Да. не зависи од тој Секако. некој. Тој некој треба да ја помогне, да ја даде ветер во грбот, да таа, нели, што велиме, блика, лета, да си ги има крилата, да ги чувствува дека се тука. Така да, веројатно, треба да работиме на воспитувањето на децата од рана возраст во смисла давањето на правилни насоки, колку што е возможно повеќе, околу тоа да се градат како личности самостојни, да си го најдат патот вистинскиот. Веројатно така, мислам дека би имале вистина едно убаво општество во кое ќе може да растат децата и со тоа нели следните генерации кои ќе доаѓаат да бидат вистински џентлмени, вистински дами. Да, зрело општество во секој случај. А кои се оние вистински вредности што би требало младите да ги учат или своите родители да ги учат еве младите ако сакаш и така? Значи зборуваме за тоа да бидат добри луѓе. Пак ќе речем да почитуваат, е многу важно. Да ја бараат сопствената среќа не мислејќи дека некој друг треба да им ја донесе или да им ја дека им зависи истата од некој друг, не барајќи ја вината во некој друг за сопствените неуспеси, за сопствените неможности да се реализираат. Значи мислам дека коренот на сите нешта лежи во нас, длабоко кога ќе се свртиме во нас, да се погледнеме каде сме сгрешиле, зошто сме сгрешиле. Сме правиле грешки, не сум безгрешна далеку. За работи кои сум велела или сум мислела дека не може никогаш да ми се случат, ми се случиле. И од тоа животно искуство учите и веројатно можете и да пренесете. Да. Никогаш да не бидете прекритични за никого и за ништо, доколку не ниту ја знаете нели ситуацијата, ниту му ја знаете приказната. Ние некако лесно се подаваме. Сите сме да судии, да. искритикуваме, сите сме суди, сите знаеме многу повеќе од за животот на некој отколку за својот. Тоа искрено ми пречи и вистина сакам и се трудам на децата да им покажам и да им укажам дека пак ќе речам твојот пат, нели гледај си го, ако можеш да подадеш рака попатно, подади и дади. Не потурнувај нели од горе удолу, туку ако само можеш да повлечеш некого нагоре. И твојот пат гледај си го, тоа е веројатно единствениот некаков рецепт за да имаш убав и исполнет и среќен живот. Јас говорам за тоа дека мојата емисија е емисија за еден вид на изумирање, кој што на вистина некако се истребува, но ете тука сме ние да пробаме да го вратиме Знаете како тоа. ми паѓа во очите? Тоа што велиме џентлменство, раснење, воспитување и слично. Знаете како сите ние нешто продаваме, нели, морални вредности и така натаму зборуваме и слично, но кога гледаме на тие социјални мрежи, кога ќе прочитате како на пример мажи се обраќаат кон жени, не е битно дали ја познаваат таа жена или не, нешто е пишано. Значи тоа се луѓе кои веројатно повеќето од нив имаат и семејства и деца и слично. И не можам јас да речам да помислам дека тој човек е поинаков и е вистински џентлмен во неговиот живот, ако така нели јавно се обраќа, такви пишува статуси, зборови употребува Да, за да. личност која не ја познава, па и обратно, жени за мажи. Значи тука веќе не зборам за полот, туку зборувам за ние како луѓе, како Човечки тоа го односи. зборуваме човечките односи. Тоа е пример кој децата го гледаат и го земаат. И ако нашата комуникација е таква секојдневно, како после се чудиме од каде тој булинг меѓу децата, од каде тој начин на говор, од каде таква експресија на емоции меѓу децата, такво насилство што велиме меѓуврсничко. Ето оттаму, тоа е некаква база кога ќе видите. Не може да биде тој поразличен. Ако мене ме гледа дека јас дома така комуницирам, пишувам, се обраќам, не верувам дека многу поразлично ќе биде неговото обраќање или неговото поемување за тоа каков човек треба да бидете со останатите. Да, Жорж Дупуа, француски доктор е човекот за советник за воспитување на деца, за воспитување на деца. Тој вика дека децата се празна табла, табула раса и Апсолутно. родителот е огледало на деца. Апсолутно. Тоа што правите вие, тоа ќе прават и они. Апсолутно. Така да таа е една основа. Дали си љубител на вино? Да. Ќе те поканам на една чаша вино, а за тоа Исклучително време многу, да. баш ми е драго. Бело или црвено? И бело и црвено, но црвено во зимскиот период преферирам, бело во потоплите денови. Некако уште се потопли денови ќе пиеме едно бело винце, а во меѓувреме имаме една рубрика што се вика Школа за џентлмени и секогаш нели се трудам тоа што зборувам да го одржиме овој вид во живот. Имаме една интересна рубрика, останете со мене, се враќаме за кратко. Добро вечер, јас сум Елефтериос Далагјорос, executive chef во ресторан Фор, Парк Хотел and Spa и вечера ќе презентираме за Gentleman магазин. За туната ни е потребно морков, комбир, кромит, што ќе биде еден гарни топало со сусам и соја со мед. За салатата користиме спанаќ,
краставичка и авокадо со понжу сос и сушам. Најбитно тип се кога ќе печете туната мора да биде печена најмногу до медиум, за да може да биде убава и сочна. Ја вадиме туната 2 сата пред да ја фелиме на скара, за да добие собна температура и да имате идеална температура на тресната. Сега ќе почнеме со скарата. Туната не ја маринираме и ја печеме од 4 страни. За гарник ја ставиме еден лајм да се пече. И очекуваме од сите 4 страни да се испече и ги ставаме на страна. Ја чуваме ладна до кога треба да сервираме. Ја топлиме пред да сервираме за да може да има убава температура внатрешна. Но тогаш ќе спремиме гарнирот. За гарнир имаме кромит варен. Комбир. Очекаме малце боја да фати. Кобирите претходно варени, исто и моркова. Се додаде печен кромит. Черни бел сушам. Многу малце сол. И гасиме со соја и мед. Топлиот гарнир ни е готово. И чекаме туната. Туната се затвора на сите 4 страни. Лајмот очекуваме само боја да фати. Туната ќе чуваме особна температура и ќе проложиме после салатата. Ќе треба салатата, па после да се вратиме за салата за туна. Маринираме бејби спанаќ, краставичка на ситно и сечкано, авокадо, понжу сос, ставиме топлиот гарнир. Сушамот му дава многу интересен вкус со комбинација со соја и со мед. Туното што ќе видиме е скоро medium rare. Бон апетит! На здравје! Често давам совети како се пие вино, како се прави на здравје и колку се става. Ова е малку повеќе од пропишаните норми, но ете ние да го кажеме тоа, повеќе за нас. Живкица, ти си човек кој што е доста темпераментен, човек кој што има многу енергија. Од каде ја црпиш таа енергија? Има ли нешто? Да. Веројатно сите сме различни кои ќе речат карактери, да. Има нешто во тоа како сме створени како луѓе и како ни се придвижуваат работите во животот. Природно, вистина си ја носам таа енергија од која знам за себе, природно нели се менува енергијата, но силината или да речем јачината на истото некако не ми е многу променлива, константата е таа. Веројатно пак ќе речем различните животни периоди си го прават своето, се биле некогаш премногу зафатени со работа, тоа ве мотивирало и ве движело напред, па потоа нели кога доаѓаат и деци така натаму, црпите
од некој извор за кој не сте знаеле дека постои енергија, која вистина буквално ни било непознаница кога луѓето тоа ќе го кажеле, нели така, ќе го коментират, како да можеме кога доаѓаат деца, па имаш друга енергија, други се погледите на животот, се менуваш малку, созреваш и така натаму, меѓутоа сватив дека пак е тоа животно искуство, дека вистина е така. Има некој извор на енергија кој не знаете дека постои, но се отвара така магично кога имате некои такви нови животни ситуации и ве покреваат на начин на кој можеби не сте знаеле дека може да се покренете. Така да двигател ми се вистина тоа. И децата и работата и воопшто го сакам на крајот ден од животот, плюс животни ситуации во изминатава година ми ја дадоа на најтешката лекција дека многу е минлив животот и многу е брз и дека не знаеме вистина колку време имаме ние сите овде, така да тоа ми смени многу погледи на животот. А она што јас цело време го кажувам, не е само за джентлмени или за дами, него воопшто за нас како хомо сапиенс, како личности, како луѓе, дека треба да вложуваме во себе. Било да е тоа на духовно ниво, било да е тоа на физичко ниво. Вложуваш во себе на физичко ниво, вежбаш, спортуваш? И физичко и духовно, пак речем периодов, и тоа пред малку изумив и тука ми се поклопува дека вистински джентлмени, вистински дами се впрочем луѓето кои се реализирани. Задоволни од себе и изреализирани. Мислам дека тоа е една основа без која не може да речеме дека сме джентлмени дами. Се е некој мачкање, нели манири некои кои сме ги научиле, но вистински длабоко изреализирани луѓе кои знаат што сакаат, нели во тој процес на реализација, зборувам и за тоа, нели физичко, мислам работење на своето физичко и умствено, нели делување, мислам дека е еден спој кој е добитна комбинација и дека се приметува. Само да влезете во просторија се приметува човек кој е изреализиран на тој начин и вложува во себе. Значи не зборувам само за физика, онаква да приметите вие колку е некој згоден повеќе или помалку. Мене искрено многу згодни, привлечни ми се кога ќе прозборат луѓето и кога ќе приметите низ говорот таа нивна изреализираност. Дефинитивно. Да, а физичкото ми помага, односно сакам да сум физички активна, затоа што ми помага во комбинација, нели, на тоа покренување на умственото, ми е некако нераскиндливо ми е таа врска. Да, ова некако ќе го додадам во својата дефиниција ова година и пол снимање емисии за джентлмени, некако никогаш не сум го ставил тој термин, но сега ќе биде, мислам неофицијално, дека джентлмен мора да е пред се реализиран човек. Поинаку не може. Да, и тоа е така, само што не сме го изустиле, не сме го рационализирале на овој начин. Што мислиш за љубовта како двигател, како нешто основно средство и потреба за живот? Па, иако не изгледа, ме најавивте на почетокот, како кога ќе речат луѓето поладни и слично, вистина сум многу длабоко емотивен човек и се врзувам за драгите луѓе, луѓето околу мене блиски и така натаму и сакам да дарувам љубов и да сум позитивна и полна со љубов, затоа што како велат како зрачите, така привлекувате и вистина е така. Ако ширите љубов, полни сте со љубов за луѓето и давате љубов, без оглед како тие ви враќаат или каква е нивната приказна кон вас, дали имаат омраза, не ве сакаат, не може секој секако да ве сака во животот, но тоа нека биде нивната. Си велам во животот приказна, нека не биде мојата. Таа околу мене, да речам, аура која сакам да биде завиткана околу мене и да имам, сакам да биде полна со убава енергија, светла и љубов. Ми е секако многу важен двигател, да не речам и основен. Верувам длабоко дека колку и да звучи ова, да речеме, луѓето обично не е така е, нели, се полемизира околу љубовта и да која е таа вистинска љубов и како се менуваат формите на љубов низ годините. Не е вистина флускула, верувам дека таа вистинската исконската љубов е најважна во животот. Пак ќе речем, материјалното може да се менува. Ако немате со кого да се насмеете, да си поприкажете, што велат некогаш и да си ќутите и да ви биде убаво, да чувствувате убава енергија и љубов, нема тука ништо. Не може ништо на светот. Убаво е сите кога имаме. Убаво е сите кога ги имаме благодетите на живењето, зборувам од материјален аспект, нели, поубави услови и така натаму, но не може да ве направи срекни тоа, верувајте ми. Пак велам, зборувам и од некакво животно искуство. Кога ќе влезам сега во куќата на моите која е празна, ништо не ми значи таа куќа, нели, како Точно. градба. Да. Значи, кога нема таа енергија, љубов и луѓето, нема ништо. И не може никој веќе да ме убеди, иако луѓето пак речем имаат различна перцепција и од страна различно коментираат. Не, знаете, лесно име, кога имаат пари се сакаат, не дека се пари во прашање и слично. Тоа се само флоскули кои јас апсолутно не верувам. Веќе не се обидувам ни да им ги докажувам, нели, да ги објаснувам пред луѓето, затоа што длабоко верувам во себе дека кога имам таа вистинска длабоко искрена љубов, мене ми е основниот двигател и најубаво се чувствувам тогаш. Тоа е, и јас те поддржувам во тоа, затоа што
знам дека е така и никако поинаку, а околу материјално тој Картол во Нова земја во својата книга зборува за една дама која што ги загубила своите дијамантски обетки од не знам од каде и од кого и како да се изгубила себе си. На тоа психијаторот ти рекол остави ги обетките на страна. Дали ти внатре се чувствуваш дека се загуби себе си? Не. Тоа е тоа, значи така да предметот е само предмет, Предмет, вистина. Дефинитивно. Да. Верувам и тоа кога ќе го научиме во животот, дека верувам дека би живееле многу поубав и посреќен и поисполнет живот. Дека да, предметите ви прават некаква слика или ви олеснуваат живот или ви прават убаво, нели да се чувствувате, не велам не, нели седењето може да ви биде далеко попријатно од некој удобен кауч, софа, нели, отколку да сте можеби на дрвено столче, но ако се длабоко несреќни на тој кауч, секако ќе плачете веројатно, нели, ќе бидете депресивни и несреќни на истиот, мислам на тој скап велам и ете, луксузен. Да. Каучот, колку на дрвеното столче, кога може би ќе паѓате од смеа или со некој кој е покрај вас, или ќе се бидете вие среќни самите со себе. Да. Филозофии какви Ќе паѓате затоа што е дрвено и не држи. Да. Може би да. Паѓате Ќе се сме. скрши некоја коска, но Баш така. ќе бидете среќни. Она што сакам да те прашам, во твојата емисија често говориш за посериозни теми од мојата емисија. Шала на страна. И јас често говорам и тоа е мислам она што ќе не спаси, знаеш, како вика да truth set free и вистината ќе ве спаси, нели? Цело време треба да се трудиме да ја говориме вистината колку и да е тешка и Да. каква и да ја прифатиме. Дали тоа мислиш дека го сваќаат нашите соговорници? И Па луѓето верувам околу дека е нас? така, искрено јас се трудам да биде тоа така. И верувам дека зборувањето на вистината и емпатијата се некои две алки кои ни се исклучително потребни во ова време во кое живееме, за да пак ќе речем живееме посреќно и поисполнето. Значи, затоа такви се дел од темите, затоа работам на тоа и затоа сум среќна кога ќе препознам емпатија и ке моите деца. Верувам дека се тогаш на вистинскиот пат. Нема џентлмен, нема дама, нема убав човек без онаа вистинска, нели, природна емпатија во себе која треба да ја има. И зборувањето пак ќе речем на вистината. Дефинитивно. Пак ќе кажам, само Многу вистината лесно ќе тоа. нас спаси. Да. Кога станува збор за тоа едно за духовната гимнастика, се извинувам, читање книги и така натаму, знаеш ли често да посветиш време на Да, периодов и тоа е исклучително често, затоа што пак ќе речем, значи го осетив периодот дека ми е потребно. Значи имало период нели кога сакате полесна литература, летристики, Да. што велиме трилерчиња, него за да така ви помине времето полесно, но сега периодот вистински за да можам да се надградувам, да раснам, да созревам. Едни се животните искуства кои неминуемо да се случуваат и на кои нели животот ве учи понатаму што и како, но ми треба подкрепа од тој тип нели и луѓе, литература кои некаков пат минале или да речам се стручни во таа област, за да ми помогнат да полесно си го најдам патот. Имаш ли некоја книга што сакаш можеби да ја препорачаш да се прочита? Манифест на секојдневниот херој на Робин Шарма, иако нели е нешто што е вака, можеби по, да речам, литература е некаква психологија, но и нешто можеби што вака го оценуваат сега плюс минус нели на висока психологија, филозофија и така натаму, не знам, не давам такви оцени, но верувам дека е книга која секој од нас треба да си ја прочита и тоа по неколку пати. Мило ми е, јас исто ќе се надоврзам на тоа. Сега сум заглавен на книга што се вика Учењето на Дон Хуан на Кастанеда и исто и јас би ја препорачал на сите да видат една друга слика за светот. Кога станува збор, сега ќе се вратам малце шалтам духовно материјално, но неизбежно е тоа. Да. Се негуваме однатре, но се негуваме и од надвор, морам да го пофалам твојот стил, како и секогаш така и сега. Сама си комбинираш, ти помага некој? Па во принцип Чувствуваш како се осеќаш денес, па така се обликуваш? Еве сценски настапи низ годините, таква ни е работата, сум имала доверба, имам доверба во стилисти нели луѓе кои ти помагаат. Некогаш низ годините ми се покажало дека мојот слух нели мојот чувството за како треба да изгледам на сцена некогаш е подобро од тоа што нели ќе ми склопи некој друг. Што се однесува до шминка, фризура, дадаре вистина мојот груп на кој се покажувам длабоко. Научив трикчиња да се средувам и сама, тоа ми е животоспасувачки за одредени ситуации, но вистина човек кој си ја знае својата професија. Инаку вака како велам и за другите работи, вистина со годините и искуството веќе си го знам стилот, знам што стои на моето тело, знаејќи си ги своите пропорции, нели знам и веќе сакам да се чувствувам и пријатно и удобно во тоа што го носам. Веќе не е она слепо трчање по стилови наметнати нели трендови во моментот и дека тоа е тоа што ќе ме направи нели повпечатлива, поприметлива кога ќе влезам во некоја просторија. Пак ќе речам тоа што однатре го носите, многу повеќе ќе ве направи приметливи во просторијата во која ќе влезете
искомбинирано, да, со стилот кој го имате, но мислам дека таа комбинација Очите. е многу подобитна. Да, очите никогаш не лажат, нели како викаат. А се сложуваш ли со онаа изјава на Шанел која што вика дека облеката е начин да се изразиме без да проговориме? Па да, но пак ќе речам, таа може ќе биде оној нели ситен прв импакт Да. без да проговорите. Кога ќе проговорите, ја заборавам веќе вашата облека и како вие сте се склопиле нели што имате на себе. Како се опушташ, да кажеме, покрај напорниот ден? Со книга, со винце, со... Да, винце искрено, да. И сопругот е љубител и сакаме во вечерните сати кога нешто ќе се подсмират, нели, за да може да си го прераскажеме денот, каков ни бил, со каква динамика ни минал, што не очекува, планови за будните најубавни. Убава музика, убаво винце, книга пред спиење, неколку страни, вистина, она што сум го приметила дека ми пречи, често пати нели слушаме некогаш или гледаме, ама сега сваќам дека е вистина така. Гледањето по девајси, нели, концентрација на телефони, информации пред спиење, веќе го избегнувам исклучително некое време, затоа што едноставно меремите ми пречи. Поинаку ми е опуштањето со запалена светичка, чаша винце, пак ќе речам убава музика, убав разговор и сама некогаш не е битно, но тоа ми е момент на убави мисли по некоја убава страна прочитана книга, најубав начин да се опуштам и да едноставно си се подготвам за следниот ден или деновите кои доаѓаат. Една таква си правам ретроспектива на денот, најубава. Класика. Да, тоа е класичното опуштање. На сите гости им барам да ми дадат совет за младите. Што би препорачала ти на младите? Да ме како пострапе доживеам? Не, него така како човек кој што има поминато, знаеш. Се шегувам, да, се шегувам. Искусен човек. Да. Некако совети многу, младите. Пак ќе речам, и мене би ми било полесно, кога вистина би знаела или би сватила порано дека вложувањето само во себе, вистински многу само во себе, е најдоброто нешто кое ќе ни се врати низ годините. Тоа секако. Така да работата на себе е првото и основно клучно нешто, за да ги видиме и промените околу нас, еве за нив како млади генерации, е прво и основно да работат на себе. Да видат докаде се, што им пречи, пак ќе речам, тие фрустрации на тоа дека се некој ни е крив од страна, дека се некој нешто за нели треба да направи за ние да се чувствуваме убаво, среќно и исполнето, се враќаме веќе на почетокот на муабетот, веројатно е на тешка и голема фрустрација која ви го отежнува патот за да дојдете до вистинскиот среќен и исполнет живот. Да, ќе те прекинам, а мислам дека и заврши. Извини ако те прекинувам, тој на почетокот Ја не сакам можам да завршам никош така. да го кажам. Има една книга од Рон Хабард што се вика Нема оправдување. И мислам дека секој млад човек треба да ја прочита таа затоа што сите ние во одреден период и сите луѓе бараат оправдување за сите тоа. грешки. Имено тоа што го кажа, затоа сакав да се надобрзам, ова е многу убаво објаснето на некои 300 страни. Веќе точно знам кои се моите грешки, каде сум ги направила, но немам проблем да се извинам, да ги објаснам од оваа гледна точка, нели, од денес. Верувам дека можеби години наназад би ми олеснило во одредени ситуации, тоа така да го знаев и така да го имав некако нели спакувано во себе, за себе. Да. Така да еве како, не знам, некаков совет ако тоа може да допре до баш до младите, дека оправдувања не им треба, тука едноставно им треба работа вистина на себе, дека среќата и нивниот вистински исполнет живот се самите тие. И кога сме веќе кај советите, поготово кога имам Вашата утринска рутина. Успешна дама, кога имам успешна дама во емисија, секогаш сакам да видам што таа дама би им препорачала на македонските мажи. На македонските мажи говорам во однос на нивните сопруги. Не дека нема, но пак ќе речам има, познавам многу примери, далеку од тоа, но сепак повеќе да се гледа таа взаемна почит на партнерите, мажите кон жените, жените кон мажите, ама веќе ми прашаат за џентлмениот, тоа ви е поентата во емисијата, ама вистинска зборувам почит. Не ставањето на работи под тепих и замачкувањето со еден букет цвеќе, со едно отварање вратот, нели да влеземе малку по-суштински и подлабоко, како што вистински значи жената. И пак тука полово ние сме различни, секогаш сме биле, така сме дојдени на овој свет како различни, нели физички зборувам и секако. Но вистина да си дадеме шанса да го извадиме најдоброто едни од други. Жената може да даде многу љубов. Вистина имаме секогаш
природата не створила така за што велат и мултитаскинг да успеете во повеќе работи, да изменаџирате повеќе работи, да се даде таа шанса без фрустрирање од типот каде е местото на жената и зошто е. Да, некоја жена се чувствува многу среќна и изреализирана, да биде домаќинка и мајка и тоа е супер, да се цени тој момент, да не се омаловажува. Некоја жена е изреализирана и среќна да биде нели успешна кариеристка, гради кариера, сака тоа да го прави, не се чувствува дека треба да биде мајка, да се реализира како мајка, тоа е исто за почит. Знаете, сите тие работи кога ќе се испочитуваат, кога ќе се разберат, кога веќе нели зборуваме конкретно за жената од страна на мажот, верувам дека вистина ќе бидеме сите среќни и исполнети. Никој не може да не стави сите во еден ист пакет. Никој не сме исти, сите сме карактерно различни, но пак ќе речем, во жената има многу живот, дарува живот. Не може без мажот, но дарува живот на крајот од денот. И вистина треба да се остави простор, да се испочитуваат сите тие моменти за таа вистина да ова се ќе го потребува во мојот сопруг, го користи многу често, дека жената е како цвеќе, ако го негувате, го гледате, го полевате, му давате, нели, што велат и прихрана и се, нели, убави ни се цвеќињата растат и бујат, оставете го, запустете го, не му дарувајте ништо, не го гледате, ќе се исуши, така на крајот. Да. Мислам дека е доволно некоја компарација која искористив од него, која ми кажа вака ме подзамисли на моменти и вистина е така. Да, одлично, на вистина. Тоа е и голема вистина што би требало да ја применат. Поготово мажот и жената кога се заедно во заедница. И за крај би сакал да те прашам колку те радуваат малите нешта. Многу. Сметаш дека есенцијата е во малите нешта? Во малите, вистина во малите. Пак ќе речам, со сето искуство сега зад мене, во малите нешта. Вистина. Ништо не може да биде денот поубав, пак ќе речем, ако немате го немате тоа чувство на вистинска љубов, на таа насмевка од некој што го сакате вие драг, од еден убав разговор, од некогаш делење и едно лепче, нели на залаци вака, ама со насмевка, со убав разговор и убава енергија околу вас, така да верувам дека апсолутно малите нешта вистина се големи и значајни за еден среќен и успешен, убав исполнет живот. Ти благодарам што одвои време, што Толку да ме најде време да бидеш толку немаме време ќе не. беше многу пријатно, да. Ви благодарам Ти на поканата и што имавте ми имавте предвид, ми отстапивте место и простор за да си го кажам своето мислење. Секогаш јас ќе ти препорачам само продолжи да зрачиш и продолжи да блескаш во нашите домови преку етерот. Ви благодарам. Преку медиумскиот простор. Се обидам. Благодарам. На здрави. На здравје. Пет работи без кои не можем во денот, се на прво место цигарите. Пардон. Традиционалното кафе, како и сите многу пати на ден. Листање на дневно-информативните гласила. Како трето, семејниот ручек обавезно, задолжително, иако секој од моите домашници има различни агенди, ама се трудиме тоа да остане. Нормално, аутфитот што го правиме и делот на мир и тишина, тоа е моето исклучување од светот и 2 часа културно уздигнување, да го кажем пак скопски, читање на некои стручни книги. Верувајте дека во животот не можете да постигнете ништо сами. За се ви треба човек. Негувајте се самите и негувајте ги вашите партнери. Гледајте Джентлмен магазин на македонската телевизија. На здравје!